Изборната кампања во Македонија е во полн ек. Денеска е 4-тиот ден откако партиите и кандидатите за престојните локални продолжуваат да ги представуваат своите програми. По правичните митинзи и останатиот вид на политичко представување, граѓаните имаат забелешки во кој правец оди дел од кампањата. Многу се зборува за централни теми, а помалку за она што не мачи во градовите. Се спушти нивото на настапи кај некои политички актери и тоа не е добро. Не ни требаат препукување на партиите, туку понудени решенија за локалните проблеми. Се некои од конкретните забелешки кои се изнесуваат преку социјалните мрежи. Инаку изборната кампања ќе трае до 17 октомври на полноќ, пошто следува 24-часовен молк пред гласањето на 19 октомври. Вториот круг ќе се одржи на 2 ноември. Ќе се гласа за 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети или за вкупно 10.490 кандидати. До крајот на мандатот сите јавни услуги ќе бидат достапни онлайн. Секој граѓанин ќе има дигитален идентитет, пристап до сите институции преку мобилен телефон, истакна денеска премиерот Христијан Мицковски на обраќањето на дигиталниот самит на Западен Балкан. Тој додаде и дека во Македонија ќе се создадат генерации со дигитални вештини, ученици кои ќе бидат конкурентни со своите врсници во Европа. Нашата цел е јасна, потенцира премиерот, а тоа е да станеме центар на дигитални трансформации во регионот, земја што ќе привлекува инвеститори и ќе задржува таленти. За една година бројот на работниците во индустријата според податоците од Државниот завод за статистика е намален за 2,6%. Ова пред се должи на надолните движења забележани во 3 сектори: преработувачката, рударство и снабдување со електрична енергија. Зголемување на вработените има во групите трајни производи за широка потрошувачка за 7,3%. На својата веб страница МВР постави линк кој води до регистарот на напади врз новинари, објавен на страницата на Сдруженијето на новинари на Македонија. Овој регистар ги прикажува случаите на повреди на правата на новинари со детали за видот на нападот, локацијата, статусот на пријавата и постапката. Безбедноста на новинарите за МВР е еден од врвните приоритети и во изминативе години интензивно се работи на ова поле, велат од МВР. Оттаму посочуваат дека координацијата помеѓу полицијата, обвинителството и новинарските организации е на високо ниво и тоа многу придонесува за брзо и ефикасно решавање на случаевите кои се однесуваат на новинарите. Јавното обвинителство на Република Македонија и Transparency International Македонија подпишаа меморандум за соработка со цел зајакнување на соработката од областа на борбата против корупцијата и организираниот криминал. Како што информира Државното обвинителство, целта на документот е да возможи заедничко дејствување во насока на зголемена ефикасност на борбата против корупцијата и организираниот криминал, како и заемна размена на податоци, искуства и експертиза. Жител на Велес на 79 годишна возраст ќе биде првото лице во Македонија која ќе издржува затворската казна дома со електронска алка на ногата. Тој е осуден на 3 месеци куќен затвор. Ова е прв случај на практична примена на електронски алки кои беа најавени во мај годинава. Алките се воведуваат како начин за намалување на затворската популација со оглед на тоа што во земјава има околу 2300 затвореници и 400 притвореници, а дел од установите работат со над 100% исполнетост. Законот овозможува алки да користат 3 категории осуденици: стари изнемоштени лица, бремени жени и мајки со мали деца, како и лица со тешки болести или инвалидитет. Македонија утрово се разбуди со температури пониски од 10 степени. Сибирскиот ладен бран, кој синоќа навлезе во територијата на цела држава, ја спушти утринската температура во Крушево на 4 степени, во Берово на 6, а во Крива Паланка и Тетово на 7 степени. И дневните температури денес се движеа околу 10 степен. Синоќа најмногу дожд наврна во Крушево, Битола и Штип. Ваквото време ќе се задржи во следните неколку дена, пошто повторно ќе огрее сонцето, а дневните температури ќе се движат околу 20 степен.
Од 2026 година минималната плата во Албанија ќе се зголеми на 515 евра, а цел е просечната плата да достигне 1000 евра во следните 4 години, изјави министерката за економија и иновации Делина Ибрахимај. Таа нагласи и дека даноците нема да се зголемат во следните 18 месеци со цел граѓаните и бизнисот да работат во постабилна финансиска клима. Моменталната минимална плата во Албанија е 412 евра. Најголемиот италијански синдикат за утре повика на генерален штрајк во знак на протест против начинот на кој Израел постапува со хуманитарната флота што носи помош во појасот Газа. Од синоќа веќе протести се одржуваат во повеќе италијански градови. Претходно Израелското министерство за надворешни работи соопшти дека израелската морнарица упаднала на неколку бродови од глобалната мировна флота и привела активисти. И Турција реагираше обвинувајќи го Израел за чин на тероризам поради пресретнувањето на хуманитарната флота. Помошта за Газа се носи со 47 бродови на кои има околу 500 активисти од 46 држави. На неформалниот самит на ЕУ во Копенхаген поддржана е иницијативата за користење на замрзнатиот руски имот за финансирање на безбедносни проекти, вклучувајќи изградба на европски ѕид за одбрана од дронови. Меѓу членките постои согласност дека Европската Унија мора да има штит од дронови, но некои од нив не се согласуваат дека фокусот треба да се стави исклучиво на источните граници. Барањето на Украина за употреба на руските пари за нејзина помош дополнително ќе биде разгледано. Русија од друга страна најави контрамерки ако се користат нејзините пари кои се депонирани во западните банки. Министрите за финансии на Г7 изјавија дека ќе превзема заеднички чекори за зголемување на притисокот врз Русија, со притисок врз државите што се уште купуваат руска нафта. Тие истакнаа важноста на трговските мерки, вклучувајќи ги царините и забраните за увоз и извоз за намалување на руските приходи поради војната во Украина. САД претходно ги повикаа сојузниците во НАТО да воведат царини за земјите што купуваат руска нафта. За сега Индија и Кина не попуштаат и економски соработуваат со Русија, купувајќи огромни количини на газ и нафта од Москва. Американската вселенска агенција НАСА испрати 15.000 од вкупно 18.000 цивилни службеници на неплатено отсуство и ги суспендира повеќето своји активности, откако федералната влада на САД финансиски се блокира поради неусвојување на буџетот во Конгресот. Според планот за континуитет на работењето на НАСА, агенцијата ќе го исклучи целиот систем што не е критичен и ќе ги обезбеди објектите. Во трагедија во Етиопија, откако се урна дрвена скела во црква во изградба за време на верска прослава, загинаа најмалку 25 лица, а повеќе од 100 се повредени. Меѓу жртвите има и деца и постари лица. Здравствените власти побарале помош од Црвениот крст. Се очекува дека бројот на жртви може да порасне. Протестите во Мароко, што започнаа минатата сабота, продолжија и денес со судири помеѓу младите демонстранти и полицијата. Организирани од анонимна младинска група преку социјалните мрежи, демонстрантите од властите бараат реформи во образовниот и здравствениот систем. Досега се уапсени повеќе од 400 лица. Стапката на невработеност кај младите во Мароко е над 35%.